Манифестирај промената што толку долго време ја сакаш. Со тебе ќе споделам еден процес во 3 чекори, кој што ќе стане твој секојдневен ритуал, бидејќи реализира и остварува безпрекорно. Процесот го спремив во еден PDF документ кој што можеш да го најдеш подолу во линкот и во твоето слободно време да му се навретеш на овој процес повеќе пати со цел полесно да го усвоиш, а на крајот резултатот да биде твојата промена. Колку долго ја толерираш твојата реалност? Какви приказни си кажуваш? Можеби си велиш, премногу сум млад, млада, премногу сум стар за ова, не е ова за мене. Не треба да се случи таа промена, или да, толку ја сакам, но тоа не е можно. Сите овие приказни кои што се вртат во нашиот ум како програми, прават реална пречка на реализацијата на она што го сакаме. Но сега следува најважното. Целиот твој живот те учеа да и се покориш на реалноста, без да знаеш дека ти самата или ти самиот постојано и секојдневно посекако ја креираш. Ти реално носиш одлуки и ти реално си го создаваш својот живот. Можеби еден дел и некои околности, но генерално ти ги носиш одлуките кои што подоцна те носат на резултат кој што е фактички денес твојата реалност. Што поскоро ова го освестиш, толку полесно ќе можеш да го усвоиш овој процес кој што ќе го споделам денес. Некои мислат дека манифестацијата е некакво волшебно размислување, дека нешто треба само да дојде, не знам, од небо да падне, не знам, пишуваме афирмации, vision boards, правиме, нели, запишување на цели едно друго, но никако да сватиме дека всушност манифестираме ние од подсвест, не од свест. Постојано и секојдневно, посекако ти манифестираш. И просто не можеш да сватиш како може да биде твојата реалност таква, а постојано имаш одредени цели кои што никако не може да се оствари. Можам едно да те кажам, дека ние сме моќни креатори и ние не сме тука да го молиме универзумот, бидејќи ние веќе ја имаме моќта да креираме живот по наша волја. Секако се надевам дека док издржиш до крајот на видеото, бидејќи попатно ќе споделам многу вистини, некои ќе те здобуват. Но дефиницијата за манифестацијата е фактички натрешна војна помеѓу твојот веќе програмиран ум и твојата моќ за креирање на реалност. Но започнеме од почеток. Сите сме сретнале луѓе кои што велат, да, треба нешто да променам во животот, доволно е веќе ова што ми се случува. Не можам веќе да ја трпам оваа реалност, но повторно утре дента ги повторува истите ритуали, истите навики, повторно се враќа во истиот круг. Во минатите видеа ја споделив што значи нешто да те држи назад и кои се тие влечни сили кои што доста цврсто те држат во истата верзија. Но ние денес зборуваме за промена на нашата реалност, односно промена на нашата верзија во некој нов момент, односно некоја подобра реалност од сегашната. Вие, односно ти, посекако ја менуваш твојата верзија. Посекако тебе ти се менува животот. Сакала тоа да го признаеш или не, но овде разговараме за свесна промена на нашиот живот. На враќање на моќта во наши раце и намерно, планско и свесно делување за креација на она што ние слепаме
дека е најдобро за нас. Сега ќе ти кажам нешто што можеби ќе те здоволи. Ти не манифестираш нов живот. Ти не манифестираш нешто ново. Ти манифестираш, односно рециклираш стара болка, стара траума, стара рана, повторно. Кога ќе станеш са бајле истата мисла, кога ќе продолжи денот истата емоција, ако направиш спецификација, не мора детална, ќе видиш дека 2-3 емоции постојано ти се вртат. Ако направиш мала кратка анализа, да видиш дека постојано ти се вртат 10 мисли и 2-3 емоции. Манифестацијата не е некој ритуал. Тоа е бунт против се она кое што ти го кажале дека ти си мала, неважна, немоćна. Манифестацијата е бунт против процесот каде што ти треба да молиш за љубов, каде што ти треба да едноставно преживееш во овој така наречен суров свет. Но како ние сето ова да го промениме? Едноставно да престанеме да веруваме во конструкти што не ги пласираат долго време многу системи околу нас, особено медиумите. Манифестацијата всушност е бунт против ланецот кој што те држи за да не ја покажеш твојата вистинска светлина и твоето вистинско јас, кое што, верувај, е составено од Божја искра. Преку процесот на манифестација ти всушност не стануваш некој друг, непознат лик, туку се враќаш на себе и на својата суштина. Што е она што ти го сакаш внатре? Што е она за што твојата душа пати? Која е онаа верзија која што е внатре во тебе, а не онаа маска, која што ја покажуваш пред други? Манифестацијата е процес кој што реализира од чувство на имање, од чувство на моќ. И затоа можеби често се судираш со опозициона манифестација, каде што кога ќе исчекориш кон промената, нешто сосема спротивно се случува. Но тоа е само дел од процес. Од моје лично искуство да споделам дека првиот момент кога ги добив информациите за процесот на манифестирање, тоа е пред долги години, бидејќи тоа и не ми беше во некаков фокус. Едноставно, повеќе ми беше интересна човековата природа. Не знаев дека така лесно може да се манифестира и дури не знаев дека реално и секојдневно јас манифестирам. Не знаев како ми се случуваа некои процеси. Едноставно не ми беше јасно зошто нешто ми се повторува. Просто беше неверојатно да сватам дека јас самата си ја манифестирав својата болест, својата несреќа, моето страдање, мојата тага, мојата изолација, повлекување од други. Мислев дека едноставно животот е таков, бидејќи сите информации околу мене беа дека едноставно тоа е реалноста и дека јас морам да прифатам дека животот е страдање. Јас не велам дека животот не е страдање, страдањето е дел од животот. Но многу е различно кога знаеш како да се извлечеш од страдањето и едноставно да го прекинеш. Моментот кога ќе разбереш од каде доаѓа болката и како таа ја реализираш ти преку одлуки, тогаш верувајте ќе го пресечете тоа и нема никој пат да одите по патеката по која што одат сите. Ќе направите различно и нема никогаш да се вратите на оној пат кој што го одат сите. Што значи оној пат кој што го одат сите? Повеќето луѓе немаат системско знаење за навистинската мудрост. Јас не велам дека процесот на манифестација е единственото нешто што вие треба да го знаете. Но моментот кога човек ќе свати дека сам си ја креира болката и страдањето, веднаш ќе бара начин да го прекине, бидејќи реално
секој барем дел има во себе си, каде што се сака себе си и каде што ќе свати дека има начин да си помогне на себе си, автоматски и на другите. Често слушам работа на себе е, не знам, себично, ти треба да работиш на себе. Не, ние не сме расипани па да работиме на себе, него ние едноставно се депрограмираме од системско програмирање, каде што ние се враќаме на нашата душа, за ние прво си помогнеме себе и да не бидеме товар, проблем на другите. Верувајте, луѓето страдаат од нашето страдање. Вие кога работите на себе, вие станувате подобри за себе и за околината. Верувајте, прво и за околината станувате подобри, пошто веќе едноставно не префрлате, не крварите по други. Многу е голема разликата кога човек ќе дојде дома со смирена свест. Ово од искуство ви го кажувам. Кога ќе дојде човек дома со смирена свест и кога ќе дојде дома човек нервозен и ќе истори целата нервоза по други. Или, може би не ја истора дома, него попатно ја истора кај што ќе стигне. Ќе се најде некаде на нешто кај што ќе исфрли својата нервоза, бидејќи нема механизми како да се справи со себе си и со тој енергетски набој и со сите рани и претходни трауми што ги. Но да се вратиме сега на процесот на манифестација. Јас морам да ви ја кажам вистината. Јас знам дека вие повеќе сакате да слушате како да манифестирам магично, но ова не е тоа видео каде што јас ќе ви кажам некаква формула за нешто, ќе слезе нешто волшебно, нешто ќе се смени. Не, јас ви кажам дека вие реално манифестирате и го креирате вашиот живот, но како тоа свесно да го направите и како она што го сакате е реално можно. Некој ќе ми рече сега, но не е можно, не знам, јас да сум фит или не е можно јас да заработувам, а тоа е само една желба. Да. Вибрацијата на желба е тоа еден пиедестал, каде што ние ги ставаме нашите цели на пиедестал, а кога се ставени на пиедестал, тие не се остваруваат. Вибрацијата на желба е момент кој што станува таму и во материјалната реалност не се реализира. Кога ќе се спушти од момент на желба, кога ќе се спушти на намера, тогаш се менува нашето тело, нашето вибрационо, ние си имаме наша биоелектрика, значи се менува нашата вибрација и ние делуваме на квантното поле, односно привлекуваме околности. Ние сами ги креираме околностите за да дојде до полесно остварување на она што го сакаме. И сега одиме на процесот од 3 чекори. 3 чекори се следнева. Поврзи се, појачај и пушти. Значи, првиот чекор е ние треба да се поврземе со верзијата со која што сакаме да бидеме, односно со промената која што толку долго е. Која е таа верзија од нас која што ние сакаме? Значи, може да биде сакам да имам повеќе пријатели кои што ме разбира. Сакам да најдам некоја ресурсна личност која што ќе ме поддржи. И сакам да најдам сродна душа. Или небитно, значи сакам да си го подобрам својот живот. Не ја сакам оваа реалност, сакам некоја друга, но основното е поврзување со новата наша верзија. Првиот чекор изискува, прва вежба, изискува да седнеш и да размислиш јасно, чисто, дефинирано, детално, која е твојата нова верзија. Едноставно, без овој чекор, вие ќе манифестирате од хаос. Сакам ова, сакам она, не знам што, само ова не го сакам. Само ова не го сакам, нашиот ум не разбира, а и полето истот, универзумот не ве разбира. Значи, вие немате јасно што сакате. Значи, мора
точно, јасно, гласно и чисто. Која е метата? Значи, ако јас не ја гледам метата, можам да ја погодам. Која е таа верзија која што јас сакам да бидам? Мора да има точни назад. Да одвоиш време за тебе и да напишеш која е таа верзија од мене која што јас сакам да бидам. Некои од вас ќе ми речат сега немам време да се занимавам со себе. Ако јас дојдам сега и ти кажам колку часа поминуваш дневно на скролање, ќе видиш дека е огромен број на безсмислено поминато време на социјалните мрежи каде што ти се занимаваш, извити вака, јас немам друг начин, морам вака, каде што ти се занимаваш со туѓи животи. И на крај, откако ќе изнагледаш туѓи животи, се осеќаш истошта. И не можеш ништо да превземеш за себе. Зошто? Затоа што тоа е некое високо ниво на тамо тоа што го гледам. Значи вака, се додека не се занимаваме со себе и својот живот, ќе завидуваме на туѓи животи. Секако, манифестацијата бара одлука. Ќе се занимаваш со себе, ќе манифестираш и ќе градиш твоја реалност, или ќе останеш тамо каде што си и ќе завидуваш на други. Самата вибрација на завидливост на универзумот му го на полето, на квантното поле, јас ќе ве научам сега во наредните видеа, што е квантно поле, како ние енергетски комуницираме со квантното поле, вие на универзумот му кажувате, јас ова не го можам. Вибрација на завидливост е немање. Кога сте во вибрација на немање, квантното поле само тоа ќе ви го потврди. Значи, вие може да кажувате секакви приказни на себе, тие реално ќе се остварат. Не можам, стар сум, не сум фит, староста. Што е староста? Само комфорт. Значи, вие имате 70 годишен човек, кој што лично јас го познавам, планинари, и има поголема сила од 35 годишен човек. Исто това важи и за жени. Значи, тоа се само изговори за да останете во комфорт зона. Јас сакам да не го изгубам ова. Сакам да уживам во, не знам, во истото секојдневие. Ако вие сакате да уживате во истото секојдневие, вие не може да манифестирате нова верзија, не може да креирате. Мора јасно да ја видиш која е таа нова верзија. Значи, првиот чекор, не сам би ја кажувам реалност. Значи, ние можеме да гледаме magical thinking, process, manifestation, affirmation, колку сакате. Но тоа не е реално. И ние имаме моќта за креација, но таа има систем како работи. Првиот процес е, ние мора точно да ја знаеме нашата нова верзија. Јасно и гласно, која е мојата нова верзија. Како изгледам јас во таа, што работам, со кого сум, со кого се будам секој утро, каде живеам, чи која е таа верзија. Годините посекако ќе поминат. Што ќе направите вие во тој период, бидејќи време тоа е ограничена категорија. Вие не можете нешто да правите сега, можно е, но сепак си има процес. Че да не го губиме времето безсмислено и сепак допаминот треба да дојде од нашиот живот, од нашата реалност, не од скролање. Океј, мислам дека е јасно првиот процес, односно точна верзија која сакам јас да бидам. Значи, сакам да имам поширок социјален круг, сакам да имам луѓе кои што ме разбираат кои се тие. Сакам ново работно место, колку треба да заработам, пошто умот не разбира, сакам поголема плата, затоа што поголема плата и 10 денари повеќе е поголема плата за умот и за квантното поле. Значи, мора точна, детална визија и поврзување. Значи, тоа е првиот чекор, поврзување со твојата нова верзија. Значи, осмислување како ќе изгледа нашиот живот, да речеме, за 3 месеци од сега. Или 6 месеци. Точна дефиниција. Точна, најточна дефиниција. Процес број 2. Појаче го сигналот.
Појачи го сигналот значи самата намера и самото тргање по патеката на креирање на нашата нова верзија треба да биде појачан сигнал умствено, а чиме умствено е вибрационо, енергетски, емотивно и секако. За вториот чекор потребно ни е расчистена емотивна состојба. Затоа е потребно работа на себе. Не можете вие сте преживеале некои рани имате и сега барате да речеме сродна душа или некаков партнер, а вие манифестирате од рана. И што се случува? Само се рециклира старата болка. Јас направив доста видеа, има и бесплатни 3 видео работилници, каде што може да ги откриете блокадите, кои што го спречуваат процесот на манифестирање. Кога еднаш ќе ги изчистите овие, кога ги излечите некои рани од минатото, вие автоматски ќе покачите вибрација. Вие нема да сте на вибрација, да речеме, на некои несвесни програми од детството или од родителите или од општествено програмирање. Вие ќе одите по вашата патека, ќе се поврзате со вашата душа. Вие тогаш ќе го откриете вашиот талент. Ова ви го кажам од искуство. Вие дока не се свртите кон себе, вие не знаете кои сте. И се рендам ситуации се остварува. Значи, вториот дел од процесот е појачување на сигналот на новата верзија. Значи, постојано, секој дневно поврзување со новата верзија. Како се прави тоа? Ако јас знам која ќе бидам за 3 месеци, 6 месеци, година дена од сега, или ако е нешто, зборуваме сеопфатен животен проект, реално треба малку време, значи не може инстант. Некогаш, ако универзумот ни, пошто истото мене ми си има случај на инстант ни овозможи нешто, тогаш тоа нашиот нервен систем не може да го поднесе. Значи, верувајте, позитивен шок е многу поболен од негативен. Зошто? Затоа што на негативни шокови, на негативна енергија сме повеќе навикнати, отколку да ни се случува нешто позитивно. Значи, како се појачува сигналот? Откако се поврзавме со верзијата која што сакаме да бидеме, ние мора точно да знаеме што ќе се случува со нас во наредните дни. Значи, верувајте, е чисто програмирање каде што вие не знаете што ќе се случи. Не знам, некој ќе дојде, ова ќе се случи, некој ќе ме повлече, зошто никој не ме поддржува, зошто, значи, а патеката ја одите вие. Моментот кога од внатре ќе дојде интенција, од внатре ќе дојде внатрешна ваша поддршка за самите вас, па и за вашите блиски, вие ќе добиете помош, но мора првиот чекор да биде ваш. Ако ме прашувате како се добива, нели, ние велиме помош, универзумот и така натаму. Не знам, едноставно добивате поддршка, но мора да почне од вас. Јас ова сум го правила многу пати и секој пат кога сакам да остварам нешто, почнувам нели првиот чекор, потоа добивам помош. Не е обратно процес. Не доаѓа некој да ви помогне па вие тргате, него вие тргате па попатно добивате помош. Едноставно, а процесот е така. Појачување на сигнал, можеби во некој од наредните видеа ќе објаснам точно, не знам колку ќе биде ова сватливо. Бидејќи секако повеќе ќе биде сватливо за оние што веќе работат на себе, особено оние, да кажам, што доаѓаат кај мене на менторскиот програм, односно во Quantum Hub-от, каде што ние работиме на вистина малку покомплицирани вежби, умствени, зборувам, ментални, но исто така тие ментални вежби се пропратени нормално не кај мене во Hub-от, него давам инструкции дека мора телото да се движи, да вежба. Не можете вие само да седите во, не знам,
канцеларија по цели денови, посем дома да дојдете да седите, да не се движите воопшто, лесно да манифестирате. Исто така тоа не е можно. Мора да се движите, да вежбате, да сте во некакво движење постојано, да не сте во онаа седечка позиција. Веќе самата седечка позиција ја успорува енергетската структура и ве носи во ниска вибрација, односно во вибрација на без гнев, тага и така на најчесто на тага, чувство на вина, чувство на промашеност и така натаму. Значи, како работиме на умот, паралелно работиме и на духот и на телото, овие три компоненти, морам да кажам дека се поврзани. Секој друг што ќе ви каже дека вие може да манифестирате, но не станува збор за магија. Има и магија во процесот, но не е тоа во прв план. Цело време станува збор за една интенција. И одиме на последниот дел од процесот, а тоа е отпуштање. Кој ние ќе осмислиме нашата верзија. Кога се поврземе со неја. Под број 2, кога внатрешната војна ќе прекине, каде што ние, повеќе делови од нас зборуваат аспекти еден против друг, што е главната пречка на манифестацијата, бидејќи ти сакаш едно, но друг дел од тебе ти вика, не, тоа за тебе ти не заслужуваш, бла, бла, бла и така натаму, внатрешниот критичар. Ова околу внатрешниот критичар може да го погледнете моето видео како јас се справив со внатрешниот критичар. Моментот кога ќе го интегрирате внатрешниот критичар, лесно може да одите кон реализирање на она што го сакате. Но чекорот број 3 е исто важен како првите два чекори, каде што ние откако ја дефиниравме нашата верзија, откако се поврзуваме, го појачуваме сигналот на она што го сакаме, значи една емотивна состојба на имање, дека веќе е реализирано, каде што ние постојано секој ден се подсетуваме и планираме и почнуваме да чекориме кон новата верзија. Третиот дел од процесот е пуштање. Сите три се важни, но овој последниот некако гледам по другите, да кажам, видеа околу манифестацијата, дури него не спомнува. Третиот дел од процесот е отпуштање и дозволување на еден вид водство од повисока свест. Секој од нас има повисока свест, многу е битно кога се поврзуваме со нејзе и да го дозволиме тоа на универзумот, да не многу прашуваме како ќе дојдеме до новата верзија. Да не се занимаваме многу со како, него да дозволиме да тргнеме на патеката кон креација на нашата нова верзија, затоа што ние посекако креираме некаква верзија, но овдека е намерна креација на нашата нова реалност, каде што ќе дозволиме и на некои надворешни, да речам, сили да ни го отворат патот. Секако дека на менторскиот програм со моите клиенти ја работам деталната имплементација, бидејќи кога ќе тргнете да свесно креирате, секако дека има процес на замки. Јас ќе се обидам во наредните видеа детално исто да ги споделам со вас, но ова е, да кажам, еден, општо како процесот се одвива, а секако ако пристапиш кон детално одење на патеката, секако дека ќе најдеш на замки. Доколку се обидеш и одиш по патеката, секако дека првата замка што ќе најдеш ќе биде пораз. Но ние во нашиот Quantum Hub првата формула што ја учиме е следна. Поразот не е ништо друго, само фидбек. Дека сме направили несоодветна акција. Поразот не е ништо друго, само фидбек. Бидејќи успехот е фактички
краен ефект на серија од неколку порази. Има точно како се однесуваме во пораз. Ние во пораз не се откажуваме, него само размислуваме. Океј, утре е нов ден, ова не беше соодветно, продолжувам понатаму. Се надевам дека овој процес и ова видео ќе го зачувате и ќе му се навраќате многу пати. И ова е фактички темелот како ние реално си го креираме животот. Секако дека јас ќе останам и понатаму посветена едноставно да го споделам моето знаење, моето искуство, кое што ме помогна мене од еден живот на тековно страдање, да се доведам во ситуација на внатрешен мир и реализирање на она што го сакам по најдобар начин. Се гледаме во следното видео.